Во присред на изборите, од ВМРО ДПМН го делат отчетот за својата работа во изминатите 4,5 години. Од војачката партија велат дека биле реализирани 98% од нивната изборна програма, а ги потенцира и проектите кои се реализирани во Велес. ВМРО ДПМН го поддржува земјоделието во Велес и Велешко. Исплатен е рекорден износ досега на субвенции во земјоделието. За 2010 година исплатени се 3.014.562 евра субвенции во Велес и Велешко. До 10 мај исплатени се и сите субвенции на тутунарите. ВМРО ДПМН го поддржува малото стопанство и работи за намалување на невработеност. Од 2007 до денес во Велес се доделени 300.000 евра за субвенционирање при вработувањето во Велес. За вработување на инвалидни лица од 2007 година до денес на фирми од Велес доделени се 392.361 евра. Одлуки за преквалификација од 2007 до денес во Велес искористиле 2676 лица. Или доделени се 294.977 евра. Во оваа насока и продажбата на плацовите за евро по метар квадратен во индустријската зона на УЗУС. Нагласени беа проектите од областа на здравството, решавањето на проблемот со свлечиштето Рамина, како и проектите за браната Лисиче, новата театарска зграда и новото училиште во село Горно Оризари. Околу 6000 собственици на диоградби во Велес ќе имаат можност да ги легализираат по 1 евро квадрат своите бесправно изградени објекти. Отворен е техничко-технолошкиот факултет во Скопје, во Велес, покрај ова функционираат дисперзирани студии од неколку други факултети. И млади луѓе имаат можност да студираат во Велес. Конечно почнува да се реализира идејата за студентски град. Партиципацијата за студирање на државните универзитети е намалена од 1000 на 400 евра, а од 400 на 200 евра, а за дисперзирани студии државната квота изнесува 100 евра. Целосна компјутеризација и интернет во сите основни и средни училишта. 560 наслови и 2500 примероци на превод на странска стручна литература во библиотеката Гоце Делчев. ВМРО ДПМН утре со почеток во 17 часот во салата Бели Мугри ќе ја презентира и програмата за престојните парламентарни избори.